За вечер имам една едноставна порека. Барем ја така сметам дека е едноставна. Да ве прашам, дали некојаш сте биле сведоци или инволвирани во некој вид на магија? Магија, да. Не. На телевизија Девид Коперфилд. Виж како погоди. Се сеќавам... Молам? Бајачки. Јас се сеќавам на Девид Коперфилд, многу добро се сеќавам. Не знам на која телевизија го дава, овие наши македонски, кога буквално направи, мислам, он е илузионист. Да сме на чисто, значи едноставно создаде илузија, значи нешто што твоите очи го гледаат, уствари не е тоа. Значи направи статуата на слободата да ја снема. Сегавате на тоа, да. Која ја покрие со, не знам, некој огромно платно, и одеднаш ја снема и тука хеликоптер некој леташе, не знам што, значи на тоа место кога ја нема статуата, исчезна. Меѓутоа тоа е трик. Тоа се трикови. Може би некојаш како млади, како деца сте гледале или пак сте па да, првин сте гледале сигурно некој вид на трик со карти и некако изгледа како магија. Изгледа наведом како магија, меѓутоа кога ќе го откриете трикот, ако внимателно посматрате, значи, после ќе сватите дека тоа е всушност само трик. Но, вечером нема да зборуваме толку за трикови, колку за магија. Да. Како да ја наречеме, црна, не знам каква. Кој стои зад магијата? Кој стои зад овие магични моки, да кажеме? Се знае, да? Библијата навистина изненадува и поприлично се занимава со магијата. Мислам со опис, на такви случаи, случки и така натаму. И ова е исто така поврзано со Валам, секако, затоа што знаете дека израелците станале голема закана на надприроден начин, Господ им давал победи над околните народи и се доближуваат до самите граници, се доближуваат до Моавската земја и Моавскиот цар се исплашил. Ајде да се подсетиме пак на таа 22 глава од Броеви. Да, Валак. Броеви 22 од први стих. Како што овде стои делот од главата Валак и Валам. Како наслов. Потоа израелевите синови отпатува и се влогорија во Моавските полиња од таде Јордан спроти Ерихон. Валак, Сефоровиот син, виде се што им стори Израел на аморејците. Моав се исплаши мощно од тој народ, зашто беше многу броен. Страв го опфати Моав од израелците, затоа Моав им рече на мадијамските старешини: сега овој народ ќе изеде се околу нас, како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефоров, беше моавски цар во тоа време. Тој му испрати посланици на Валама, синот Веоров, во Фатур, што се наоѓаше покрај реката во земјата на амонците. Го повика велејки: еве, еден народ дошол од Египет, еве го покри лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној кој ќе го благословуваш и проклет е оној кој што ќе го проколнеш.
Валак го повикува Валам, слушнал за него, за да на некој начин со магична мок успее да ја сврти целата работа. Значи, јасно му било дека против израелците не може со пушки, односно со физичко оружје. И што вели сестра Елен Вајт во Патриарси и пророци на страна 438, вели, моавците не се осмелувале да ги нападнат, прибегнувајќи кон оружје, значи не се ни осмелувале, не ни помислувале. Сватиле дека надприродна сила ги води израелците. Сега мора со некоја надприродна сила исто да поделуваат. Инаку не помага никакво оружје. Видите, кога Бог е со вас, никој не може да биде против вас, па не знам со какво оружје. Им се чинело безнадежен обид пред таа надприродна сила која действувала во полза на Израел. Затоа решиле, како што се обидел и фараонот во свое време, да ја повикаат на помош магијата, за да го осуетат Божјото дело. На кого па се повикале, ја па сега се прашувам? На фараонот и на неговите магепсници, па како да тие успеа нешто. Меѓутоа да си пробат среќата, да кажем. За да го осуетат Божјето дело, сакале врз Израел да навлечат некакво проклетство. И сега на овие два дела од цитатот ќе се задржа малку, ќе го објасниме тоа. Значи, магијата, како што се обидел и фараонот, ќе го спомнеме нормално тој момент, Јани баш е тука некаде со своите предавања за Мојсей. Но ќе спомнеме и некои делови во Новиот Завет. Значи, Новиот Завет повеќе изобилува, да кажеме, тоа дела апостолски со некакви си магепсници и магии. Да, меѓу другото. Сега, како што се обидел фараонот со магија да го осуети Божјото дело, ми тоа не успел да го осуети. Не само што не успел, туку таков пораз доживеале, не знам колку време им требало после да се подигнат како нација, после ова, не знам. Толку војска изгубиле. Кога сме кај чудата во Египет, се сеќавате дека, односно, биле, може да кажеме вака, може би тука, и затоа може би Јани се смеша тогаш малку, биле 10 зла, ама може да кажеме 11 чуда. Со она со змијата, првото, значи тоа не спаѓа во злата. Првото зло е со кога водите ќе прокрварат. Второто доаѓа жабите, излегуваат од водите. И третото е она кај што се сопнале магепсниците, ќе прочитаме за тоа сега. Меѓутоа претходно за змијата. Магесниците, интересно ова како Елен Вајт го опишува. Значи често пати ова се случува во магијата, така наречено. Магесниците не ги претвориле вистинските стапови во змии. Туку со помош на големиот измамник, со геволштини успеале само да предизвикаат таков впечаток. Повторно некоја илузија. Повторно илузија, да, тука во игра. Сатаната не можел стаповите да ги претвори во живи змии, не може да создава тој живи суштества. Нема таква моќ. Кнезот на злото, иако се уште ја има сета мудрост и сила на еден паднат ангел, сепак немал моќ да создава или да дава живот. Тоа предимство му припаѓа само на Бога. Но се што било во власта на сатаната, колку што му било дозволено, тој го правил. Извршил имитација. За човечките очи стаповите на вистина се претвориле во змии. Значи, така изгледало за очи. Дека тоа е така, верували и фараонот и неговите дворјани. Нивните змии надвршно во ништо не се разликувале од змиите што настанале од Мојсеевиот стап. Иако Господ сторил вистинската змија да ги проголта лажните, сепак фараонот во тоа не видел дело на Божјата сила, туку последици на еден вид на магепсување кој што било посилно од волшебството на неговите слуги. Значи, овој сега со посилна магија успеа, појака магија, да.
така си верувале луѓето. Значи, не знам, ништо чудно, еве и во овој православен свет, не знам како е денес, ама јас се сеќавам од тие времења кога бев детиште, па и денес, просечен православен верник, да го кажеме, не е верен, туку е суеверен, можеме да кажеме. И често пати можете да сретнете меѓу народот еви вакви работи, значи магии, не знам ова, не знам она. А да, бајачки, да не зборим, значи. Ме носел мене татко ми кој знае колку пати. ме урочиле, па ајде на бајачка. Дури и мајка ми кутрата и она не знаеше како да си го објасни оној нејзин инвалидитет и сметаше дека е фрлено магија. Така верувале. Се сеќавам на Панакоси Мабунџуа, еден од моите школски во Шведска, ја не го знае, потоа продолжи на Ендрус, од Зимбабве. Тој ни кажуваше дека во Зимбабве, знаете, тоа се така позафрлени места таму и по-нецивилизирани, да речеме, иако нели, Зимбабве има и модерни градови, се меѓутоа зборувам за оние позафрлени места, имало ситуации, тој сведочеше за тоа, дека фрлале, да речеме, комшијата на комшијата ќе му фрли магија и овој после крека како жаба. Тој бил сведок на тоа. Значи, отвора уста, не може да збори. Крека како жаба, буквално. Да. Ми беше чудно, меѓутоа. Што да не, мислам, сега можеби кај во пософистицираниот свет ѓаволот не се служи со такви работи. Тоа е некако просто, меѓутоа се е можно. Колку што Господ ќе му дозволи, толку тој прави. И често пати се бават, значи, со, како беше она, направено ти е магија, сега ќе одиш кај тој оđата таму да ти ја растори магијата. Или било што. Да, контра. Против отров, против магија. Но, сега одиме, значи, тука сме во Египет, значи, видовме дека всушност ѓаволот направил еден вид на илузија, имитација, а не вистински змии. И веднаш, уште при ова прво чудо, Господ сакал да демонстрира дека Божјата моќ и сила е помоќна од секоја магија. Сега одиме кај третото чудо, значи првите две успеале да бидат имитирани. Да, водата во крв и жабите, но сега доаѓаме кај, сега некои преводи велат вошки, оде комарци или мушички, како и да е, тоа е третото зло. Излез 8 глава од 16 до 19. Да се подсетиме само 8 глава Излез од 16 до 19. Комарци овде вели во Константинов. Мислам дека мушички или како беше во ревидираниот. Комарци вели, да, добро. Некој вид инсекти биле. Тогаш пак Господ му рече на Мојсија, речи му на Арона да замавне со својот стап и да удри по правот на почвата, за да се претвори во комарци по целата египетска земја. И направи така. Арон замавна со раката и стапот и удри по правот на почвата. Комарците се нафрлија врз луѓето и животните. Целиот прав на почвата се претвори во комарци по сета египетска земја. Вражалците се обидува да создадат комарци со своето вражење, но не можеа толку. Успеа да направат змии, навидом да изгледа веројатно водата како да е крвава, жабите не знам што како било, меѓутоа како и да е, сето тоа некако успеале да го имитираат, но се сопнале кај третото зло, кај комарците. Кој? Да, одам понатаму, значи, да, Божи прст. Тогаш бајачите му рекоа на фараонот, тоа е Божи прст. Ама фараоновото срце беше закоравено, па не ги послуша Мојсија и Арона, како што Господ рече.
Не може нито една магија против Божиот прст, против Божијата сила. Уште еднаш го гледаме ова. Значи, Бог е поселен од секаква магија, од секаква вуду кукла, или како, знаете, она по филму и сме гледали, не знам тоа кај нас, дали има кукла, па ја бодат со некои игли таму, не знам што, за да го мачат оној, за кого што е наменета магијата. Така, да, нешто као, го представува него, па. Ај сега да отвориме во Новиот Завет, во Дела 8 глава, кај Симон Магук, не може да го избегнеме него, затоа што ситуација е интересна. Дела апостолски 8 глава. Имаме и 8 глава, и 13 глава, и 19 глава, нема да имаме време све да гледаме, ајде ќе спомнаме, можеби само за да видиме зошто не му успеала магијата на Валам. Осма глава. Знаете, ова настануваат прогонства, ова е после каминувањето на Стефан и се распрснуваат учениците и станува збор овде за Филип, кој што фатил во Самарија и во главниот град на Самарија. Така Филип дојде, 5 стих, во главниот град на Самарија и им го проповедаше Христа. И народот еднодушно внимаваше на Филиповите зборови и ги слушаше и ги гледаше чудата што ги правеше. Зашто нечистите духови излегуваа со голема викотница, а мнозина фатени и хроми беа исцелени и стана голема радост во оној град. Ова е Божјата сила, ова е силата на Духот Свети всушност. И потоа вели, а порано во тој град се наоѓаше еден човек по име Симон, кој им правеше магии и го зачудуваше самарискиот народ, зборувајќи за себе дека е нешто големо. Оде некој нешто. Меѓутоа, оној кој што има силата на Духот Свети, помислам дека и нешто низ цитатите што ги читате Љубица, забележавме дека не може вака да се фали, дека е нешто големо. Да. Овој го слуша сите од мал до голем, велејќи овој е голема Божја сила. Така сметале луѓето. А го слушаа затоа што долго време ги восхитуваше со своите магии. Веројатно правеше за да се покаже, знаете тоа, тие таквите тоа го прават, за да се покажат. А кога му поверуваа на Филипа, сега доаѓа Филип, доаѓа една помоќна сила и сега почнуваат луѓето да се свртуваат кон Филипа, кон Бога, всушност, кој го проповедаше Евангелието за Божјото царство и за името на Исуса Христа се крштева, во името на Исуса Христа, односно за името на Исуса Христа се крштеваа мажите и жените. И самиот Симон поверува и откога беше крстен продолжи со Филипа. Да. Крстен, меѓутоа не докрстен, да кажем, затоа што веројатно некои работи се уште не ги разбира. Продолжи со Филипа, гледајќи ги знаците и големите сили што се збиднуваа, се восхитуваше. Сега тој се восхитува на Филип. На оваа голема Божја сила. А кога апостолите кои беа во Иерусалим чуја дека Самарија го прими Божјото слово, им ги испратија Петра и Јована, сега овие доаѓаат, се помолија, вели, за нив и го примија Светиот Дух, зашто уште ни еден од нив не беше слегол, а само беа крстени во името на Господа Исуса. Тогаш ги положија раците на нив и тие го примија Светиот Дух. И кога Симон го виде тоа, дека Светиот Дух се дава со полагање на апостолските раце, им понуди пари, сребреници. Сакал да ја купи силата на Духот Свети. Да знаете што значи тоа, кога ќе купиш нешто, ти го поседуваш. Не можеш да го поседуваш Светиот Дух. Не можеш да го контролираш Светиот Дух. Не можеш, тоа е Бог. Велејќи, дајте ми ја на мене таа власт, на кого ќе положам раце да го прими Светиот Дух. И Петар му рече, онака народски да кажеме, гони се и ти и твои пари. Сиктер, да. Нека одат во пропаст твоите сребреници заедно со тебе, зашто си помислил да го добиеш Божиот дар со сребреници.
Како ова не го читале во средниот век? Мислам, добро, немали прилика многу да читаат. Обичните луѓе. Меѓутоа и ден денес, да. И ден денес. Како можеш да купиш сила на Дух Свети? Како можеш да купиш спасение? Видите како размислува Симон овде. Сака да стане попопуларен он сега со оваа нова сила што се појавила. Тоа е му е целта. И знаеме дека спасението и сите Божи дарови се всушност бесплатни. Тоа е убавината на Евангелието. И, како што кажа, Светиот Дух не може да биде контролиран од човек. Но, она што овде е видливо е повторно она, дека Божјата сила е помоќна од магијата. Еви на овој Симон. 13 глава се спомнува за Вар Исус, магепсникот. Исто и таму имаме, значи еве од кој стих да читаме овде. Значи ова се случува во Селевкија, уствари, и потоа одат за Кипар всушност, и кога дојдоа во Саламина, го проповедаа Божјето Слово во јудејските синагоги, а го имаа Јована за помошник. И кога го поминаа целиот остров до Пафос, најдоа некој магепсник, лажен пророк, јудеец по име Вар Исус, кој беше го со проконзулот Сергиј Павле, умен човек. Овој ги повика Варнава и Савле и посака да го чуе Божјето Слово. Но им се спротистави Елим магепсникот, тој е истиот всушност, зашто така се преведува вели неговото име, настојувајќи да го одврати проконзулот од верата. Тогаш Савле, кој се вика и Павле, исполнет со Дух Свети, го насочи погледот кон него и рече: "О ти полн со секакво лукавство и злоба." Тој во 13 глава, 10 стих, Дела апостолски. Се извинувам ако не спомнав. "О ти полн со секакво лукавство и злоба, ѓаволски сине, непријателу на секоја праведност, нема ли да престанеш да ги искривуваш правите Господови патишта? И еве сега Господовата рака паѓа на тебе, ќе бидеш слеп за некое време и ќе го гледаш, и не ќе го гледаш сонцето, се извинувам. И во истиот миг паднаа на него мрак и темнина. И тој одеше наоколу и бараше луѓе кои ќе го водат. Тогаш проконзулот, откако виде што стана, поверува, восхитувајќи се на Господовата наука." Повторно, уште еднаш ја гледаме победата на Божјата сила над магепсникот. Во 19 глава имаме, знаете, оние 7 синови ли беа? На Скева, точно, но не, ајде сега да не читаме, резултатот на тоа е еден куп книги магепснички биле изгорени после делувањето, значи, на Духот Свети преку проповедањето на Евангелието овде на... Дури се спомнуваше и сума, само да видам дали беше 20 стих, не, 19. "А од оние кои што се занимава, вели, со магии, мнозина ги донесуваа своите книги на куп и ги гореа пред сите. И кога ја пресметаа нивната цена, најдоа дека вредат 50.000 сребреници." Може да мислите колкава литература овде магепсничка била изгорена под делувањето на силата на Евангелието. Да, ние сме во духовна борба, факт е, и како што овде и Валак сватил, па затоа побарал помош од магепсникот Валам, ние сме во борба со еден моќен непријател и нашето оружје мора да е духовно. Не можеме ни ние со ѓаволот да се бориме со, не знам, боксерски ракавици, со пиштоли, со било што. Не. Нашата борба не е против крвта и тело, како што вели Павле во Ефесијаните, туку против началствата, против властите, против светските владетели на птенината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Меѓутоа, видовме од овие примери дека силата на магијата, оваа сатанска сила, не може ништо против Божјата сила.
Меѓутоа, еве во случајот на Валам. Зошто Валам не успел да ги проколне? Секако дека, нели, Господ не дозволил ни да изговори проклество, наместо тоа благослов. Но кој е моментот? Зошто не успел да фрли проклество врз израелскиот народ? Многу едноставно ова. Преку овие примери видовме дека силата Божија е посилна од магијата, но клучен момент. Ајде, прво да прочитам Исаија 54:17, многу убав стих е овој. 54:17 Исаија: не ќе успее оружјето исковано против тебе. Ќе докажеш дека е зол секој јазик што ќе се подигне против тебе на суд. Тоа е наследство на Господовите слуги, тоа им е победа од мене, слово е Господово. Кога Господовиот народ победувал, а кога губел битки е многу едноставно. Послушен или верен. Дури да му било дозволено на Валам да фрли клетва, да кажеме, како што нели ете во овие магии, не знам, се фрлаат клетви или било што, дури да изговорел, дали израелците ќе биле проколнати на некој начин, ќе ги фатило преклус. Се додека биле послушни на Бога, ништо немало да ги допре. Но на крајот, да, не се факела магијата, да кажеме така. Меѓутоа на крајот Валам успел на друг начин, на итар начин, откако ги намамил со моавските жени, потоа да се клањаат на туги богови, тогаш го изгубиле благословот и непослушноста. Второ законие, познати стихови од 11 глава, од 26 до 28. Иако таму имаше една друга глава, целата со благослови, а потоа со проклества. И што е клучното? Второ законие 11, 26 до 28. Гледајте, денес ви нудам благослов и проклество. Благослов, ако ги слушате заповедите на Господа, вашиот Бог, што ви ги давам денес. А проклество, ако не ги слушате. Затоа реков многу едноставно. Ако си послушен на Бога, никаква магија, никакви вуду, кукли, не знам што, не ти можат ништо. Но православниот свет, за жал, може би така некои постари женички се уште или не знам, по некои позафрлени краишта, токму заради тоа што се суеверни. Тие на некој начин му го отвараат патот и вратата на ѓаволот и затоа ѓаволот може да се служи на ваков начин. Но клучна е послушноста, како што видовме овде. Или еве Исаја 44 глава, ќе читам исто стихови, кои што се за охрабрување во поглед на ова. Исаја 44, 25, 26. Јас ги осуетувам знаците на вржалецот и магесниците ги претворувам во безумници. Ги присилувам мудриците да се повлечат и нивната мудрост ја претворам во безумие. Но го потврдувам словото на својот слуга, го исполнувам наумот на своите гласници, јас му зборувам на Ерусалим, насели се, и на јудејските градови изградете се, јас ги издигам од урнатините. Се доека имаме Божјата заштита, а Божјата заштита ја имаме ако сме му послушни и верни, тоа е едно те исто, не ни можат никакви ѓаволски стрели. Знаете, она Павле во Ефесијаните во 6 глава, кој опишува оној целиот оклоп, ми го другото го спомнува штитот, кој што служи за одвраќање на тие ѓаволски стрели. Ние треба самите да се испитаме, на крајот еве така да завршам, дали можеби се уште има нешто кај нас кое што можеме да му дозволиме или му дозволуваме на ѓаволот да протне нога, да навлезе и со тоа сме се уште ранливи на тие негови действувања, а имаме работа со моќен непријател, затоа ни е потребна Божја помош.
Нека Господ ни помогне да ја постигнеме ова оваа позиција, да кажеме, сега ми доаѓа зборот, окей, состојба, да, Јован 14:30, кога Исус вели, доста зборувам со вас на некој начин, зашто доаѓа кнезот на овој свет и тој нема ништо во мене. Не знам како е со вас, ама кај мене не е така. Се уште ѓаволот има по нешто, може да најде, а дај Боже да дојдеме во една ваква ситуација, да ѓаволот нема ништо во нас. Тогаш сме постигнале целта и тогаш не ни може, ама баш ништо. Еве израелците во таква една ситуација, се доека биле послушни, ѓаволот навистина не можел ништо, ни преку Валама, ни преку не знам кои. И еве и во Египет, кога Господ решил да го изведе својот народ, никој ништо не можел, ниту таа египетска голема сила, империја во тоа време не успеала да ги спречи, туку напротив доживеале таков неуспех. Нека Господ ни помогне да постигнеме една чистота, едно совршенство, и во стиховите тоа беше опфатено, што ги читавме, да нема ништо ѓаволот со нас и во нас. И тогаш сме постигнале целта, а тоа го можеме само со Божја помош секако. Самите не сме мокни, самите сме слаби и некако се во тој правец одеше и со секако материјалите кои што се читаат за 5 минути се поврзани со пуката, пуката одеше во тој правец, но и стиховите се погодија некако во тој правец. Значи, нема друг начин на спасение. Молам? 14:30, да. Нема друг начин. Ние не можеме самите да станеме достојни, можеме да се удостоиме само преку Христовата жртва и силата на Духот Свети, кој што не се купува со пари. Не се добива на никаков друг начин. Како беше еден стих во, мислам дека Дела апостолски 5 глава, кој го добива Духот Свети? Оне кои што се покорни. Покорните, понизните. Така. Господ го дава на оне кои што се покорни. Нека Господ не понизи, нека Господ не покори, да бидеме такви, за да можеме да имаме силата на Духот Свети. Тоа секи биде полесно, верувате. И борбата со самите себе, борбата со нашите слабости, тогаш ќе имаме и повидливи резултати и на мисионско поле или на било што е. Да се молиме и ова вечер, понатаму, да настанот кој што доаѓа биде успешен. Не само што ќе слушат песни, ја верувам дека во четвртокот ќе има некоја душе повеќе. Да се молиме да дојдат и во петокот, некој од тие барем. Од кај да знаеме, не знам, јас почнав, ќе видиме, утре е клучниот ден, недела, кога имаат и служби, да отидем уште во некој од протестантски цркви, може би некој од тие протестанти да се задржи и да слушате нешто што ќе биде пренесено во петокот и саботата и така натаму, да се молиме, затоа меѓутоа се молиме за силата на Духот Свети, затоа што таа е навистина клучна, кој што видовме. Посилен е Бог од сите напори на ѓаволот. Нека му е слава нему. Амин.